Аплаузот е на време и јас сум на време. 19 часот и 30 минути, тоа значи дека е време за почеток на најновото издание на Фидбек со Елена. Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте, се разбира, како што реков, во најновото издание на Фидбек, и верувам дека и оваа вечер ќе си поминеме супер сите заедно. Имаме некои 50 на минути на заедничка дружба, 50 на минути на супер музика, на супер разговори, на супер гости. Мојот прекрасен колега DJ Брик е тука за да биде одговорен за најдоброто, а тоа е за музиката. Имаме прекрасни гости кои што ќе бидат одговорни, се разбира, за убав разговор, за убава атмосфера и се разбира вашиот водител Елена Митева, која што ќе се обиде сето тоа да го спои и да излезе една добра емисија. Верувам дека ќе останете заедно со нас до самиот крај, а знаете дека гостите не ги откривам веднаш, туку по джинглот. Останете со нас. Да, секогаш предноста ја давам на дамата. Како што видовте од фотографиите, мојата прва вечерашна гостинка е една прекрасна дама со уште прекрасен вокал. Искрено некако ми фали на музичката сцена, но ќе ја прашаме зошто ја нема во моментов. Инаку е наша позната пејачка, кантавторка, жена со стил би рекла. Жена која што е успешна и како мајка, и како супруга, и како изведувачка, и, верували или не, и како успешен контролор на летање. Но за сето тоа и многу повеќе, се разбира, ќе зборуваме токму со незе, за сите оние предизвици кои што ги носат незините професии и со тоа што се бави, па и приватноста, се разбира, со Наташа Мијат Кртевска. Или Мијата. Мијата, повели. Hello. Како си ми? Трема имам бака кога слушам најава за себе, дури да ти кажам, невообичаено. Македонија нели никој никого не фали, така да фала многу. Таман работа, јас секогаш се најдобро, посебно за луѓе кои што навистина вреди да се каже нешто добро и нешто убаво. Фалиш на сценава, каде си? Еве сум. Каде и да е, и чекав искрено, нова песна имам, снимане уште летоска. Меѓутоа не беше моментот, некако имаше наплев многу на песни, па нешто избори имаше, па нешто фестивали, па нема потреба сите тие гужви да се пикам. Така да 26-та ќе ја почнеме со нова песна, се вика Ти биди свој, и многу наскоро публиката ќе има можност да ја види и да ја слуша. Се радувам, ќе ја пуштиме и во фидбек. На почеток одиме со или 10 кратки прашања, па да видиме што ќе одбереш. Сцена со рефлектори или контролна клупа со радари? Најакото ти да ти кажам, браво. Да. Па, сега вака, прво би рекла во првиот момент контролна кула со радари, затоа што тоа ми е комфорт зона и затоа што ништо не треба да се направи, да се напрегам, ниту да се спремам. Меѓутоа, внатрешното чувство и среќа што го имам после настап на сцена со рефлектори е веќе неспоредливо со ништо друго. Така да многу тешко за прво, најтешко прашање, добро. Епа еве го второто, по тежина. Аплауз од публика или совршено безбедно слетување? Мислам дека не се споредува исто, затоа што и тежината е друга. Тежината е друга, секако би рекла безбедно слетување, затоа што релацијата контролор-пилот е една света, да кажам, работа, меѓутоа подеднакво света и изведувач и публика, нели, кога имаш одговорност према секој испеан збор, секоја одредена песна, така да би рекла подеднакво дека е одговорност и како човек битие и како професионалец. Така. Ризик или сигурност во животов, општо? Ризик. Добро. Мала сцена или голем концертен настан? Ајде голем концертен настан. Добро. Треба да објаснувам зошто или нема потреба? Не мора. Импровизација или строга контрола над нештата? Импровизација. Добро. Знам дека е зачудено. Не е зачудено. Јас сметам дека и музичари, и новинари, и водители, и ако некој треба да импровизира или ако некој треба добро да се снаоѓа во импровизација, тоа се посебно музичарите. Верувам во себе или еден ден?
Се тешки прашања испадна. Елена, што правиш? Истражувам. Не, супер, Чекай, дека секој Павле што му имам смислено. Чекај, ама тоа знаеш како кога да го прашаш кој дете го сакаш Така поише е. или кој родител го А сакаш тешко е да повеќе? се одбере. Никако тоа не може. Без разлика што ричот на верувам во себе е неповторлив. Еден ден е една друга тип Димензија, на така химна, е, да, така и е. е нешто со духовноста поврзано, така да не можам да кажам. Верувам во себе една од моите омилени номери, така Многу да ми е драго. Ја одбрав за да ја пуштиме во емисија. Дуа Липа или Рита Ора? Дуа Липа. Добро. Омилен дел од Скопје? Ѓорче Петров. Какво прашање? Га избиам друго да кажам. Леле, Не. Ѓорче Петров, Не. посебна држава. Така е. 10-60 ве молам. Минатото како лекција или иднината како мотивација? Иднината како мотивација. Супер, Наташа, се гледаме на позиција. Толку беше? Толку? Кратко на почеток. Ама страшно. Павле мисли Малкучка. моја. Павле, чувај се. Keep the fun. Секогаш ме размрдува музиката, тоа веќе го знаете, не можам јас живецот да стојам на место. Меѓутоа ги видовте и фотографиите од мојот вторвечерашен гостин, за кој што многу се радувам. Со Наташа само што искоментиравме музичар, да, меѓутоа слободно можел да работи и како модел. Така? Мислам дека ќе се служите со мене, Наташа, така? Така е. Рековме дека следна реклама треба да му биде нешто со некој машки парфем. Наша сугестија, што ќе направи тој, ќе видиме. Значи, мојот вторвечерашен гостин е исто така еден прекрасен човек, веќе ги видовте фотографиите, музичар, човек кој што со својот глас и со својата интерпретација всушност може да спои некако генерации, па би рекла од 7 до 77, затоа што ја има онаа емоција која што треба да ја изнесе на сцената. Исто така успешен и како сопруг, успешен и како татко, сега па и новопечен татко можеме да кажеме. 2 години и 2,5 и годинка, така беше? Ето, добро погодив. Ајде за сета негова работа и за сето тоа што го прави, ќе се зборуваме со господинот Павле Камиловски. Павле, повеле. Добро вечер и добро ми дојде во фидбек. Како ти спофаливме со Да, Ната? прекрасна едификација ми направивте. И моци дека ми направивте незгодно. Да ми искрен. Не сме незгодно, таман работа. Овде кај мене нема незгодно. Се шалам. Добар си. Само згодно, да, одлично. Мораме да брзаме заради тоа што веднаш патуваш никаде, но Не е проблем, може да се степи. може. Да. Добро. Ајде почнуваме тога веднаш со прашањата. Настап во мал клуб или исто така голема концертна сала? Голема концертна сала. Сега тебе ќе те прашам зошто? Кога се настапува на во концертна сала, начинот на интерпретација, секој чекор ти се мери практично си на тацна на публиката. Секој збор ти се мери, секој чекор е, секој движење ти се мери и фокусот како артист, кога ќе застанеш на голема сцена, е многу поинаков во однос на оној во клуб. Во клуб, така. Подеднакво и двата начина на интерпретација уживам да ги правам. Меѓутоа во клуб некако си на некој начин во Поопуштен втор предпоставувам. план, затоа што луѓето се дојдени да пијат пијачка, да си направат муабет, да се забавуваат и слично, меѓутоа подеднакно е исто така важно како они ќе си променат во однос на твојот перформанс, како ќе го даеш вечерта, нели платиле карта, луѓето сакале да дојдат да те слушнат, да се напијат некоја пијачка, да уживаат. И исто така е многу битно како ќе се променат и тоа се зависи од тебе. Меѓутоа кога ќе се спореди со концертното изведување, е многу поголем фокусот на оно што ти треба да го даеш како артист, да се потрудиш, исто така луѓето си поминат убаво изгледа таа вечер, бидејќи час и половина да ги анимираш луѓето и Не е лесно. да ги забавуваш не е едноставно. Така. Ајде кај тебе дали импровизација или совршено извежбана програма? Од А до Ш. Дали секогаш знаеш точно што ќе пееш? Па генерално да, 90% знам што ќе пеам. Сакам кога сум спремен, сакам кога убаво е и да се импровизира, убаво е да се додаде да се метне нешто во моментот. ново во моментот, да. Меѓутоа мора човек да има план, мора точно да знае што прави, затоа што ако е целокупна импровизација, онда тоа се приметува и се гледа дека импровизираш на лице Така, место, нели? дека А кога не си подготвен, односно кога си подготвен и кога си спремен,
као све иде смут, мазно на некој начин, меѓутоа кога ќе се уфали некоја плюс импровизација, онда се гледа дека тоа како, значи, све е лагано на некој начин. Така е, добро. Джез вибрација или поп енергија? И едно и друго. Добро. Може некогаш и искомбинирано. Музика што смирува или музика што крива на ноза? Па се зависи од моменталниот муд, моето моменталното расположение, како се осеќам. Така да и едно и друго. Добро, да, во различни моменти. Публика што пее со тебе или публика што те слуша? Знате, има и тука тешки прашања. Види, публиката кога те слуша има еден посебен драж, затоа што гледаш дека фокусот е 100% на тебе, те слуша со апсолутно внимание и со поглед и со уши. И исто така одговорноста е многу битна, значи нема простор тука за импровизација, нема простор за фалш, нема простор за апсолутно ништо, се треба да биде, пак ќе искористам зборот, смут или мазно. А што се однесува до пеење во еден глас, тука има една посебна драж која што е неопислива. Секој еден артист, секој еден пеач знае точно што зборувам и тоа е една магија, една кохезија, би рекол, една симбиоза помеѓу публиката и артистот и пеачот која што е... Предпоставувам дека е нешто неописиво, како магично е, така е. Утро или ноќе? Утро. Зошто? Некако утрата ми се за мене. Гледам да се разбудам барем на половина час, 40 минути пред секој да стане, затоа што сакам тој ритуал да си го негувам и да си го задржам за себе, затоа што прво кафе сама да го испијам онака на да бидам рад. Комплетно. Никој да не слушам никого околу мене да има и само со себе да бидам. Мој човек, гледаш. Во тој случај би било кафе на утро или вино на вечер? Ох, и едно и друго. И тоа, нормално. Скопје или Галичник? Кога сакам да избегам од целиот метеж, Галичник дефинитивно. Меѓутоа Галичник во октомври месец, кога нема никој. Во текот на целото лето знае да биде доста бизи, доста фреквентно, али октомври месец е мој месец, тогаш и ми е роден ден, и тогаш највише го уживам Галичник. А што се однесува до урбаниот начин на живот, односно нашиот роден град Скопје, исто така го сакам, меѓутоа кога се случува многу голем метеж, кога се случуваат, не знам, конкретно ќе земам декември месец, кога е хаотичен, сите страни. И ја го уживам тој хаос, знаеш? Така? Го сакам тој хаос. Леле, јас не го можам. Меѓутоа доаѓа момент каде што се заситувам и доаѓа пролет, лето. Ти треба оној одмор, изолација. Роби Вилијамс или Хери Стайлс? Роби Вилијамс. Добро. И омилено помината саботна вечер? Имало многу. Или на каков начин? На каков начин, да. Netflix дома, телевизор, кебе и скачанка со пријатели, дома со фамилијата. Пиво со другари, дали ќе биде, не знам, некоја зготвена вечера од моја страна со блиски луѓе. Не знам, по некоја чаша вино, убава храна, убав разговор со блиски и топли луѓе, така предпочитам да ги Овој пат публиката ќе има можност да ужива со сите нас оваа вечер. Фала ти, се гледаме на позиција. Ајде. И еве си се прифрливме на оваа страна од студиото, што значи дека започнуваме со оној друг тип на разговор, каде што повторно ќе уживаме, заради тоа што имаме, уште еднаш ќе кажам, на моје големо задоволство прекрасни гости овде во студиото. Брик, добре ни дојде. Здраво, Брик. Здраво, Брик. Се разбира и секогаш ми е драго кога имам убави луѓе во студиото, кога имам луѓе со кои што можам да се поразговарам и на темата, и да си запееме, и да направиме се како што треба. Некако на почеток секогаш ми се наметнува прашањето како започна воопшто вашата приказна со музиката и со тоа што се бавите денес. Наташа, кај тебе може би се смени текот, меѓутоа музиката си останува до крајот на животот. Апсолутно, да, затоа што мојата релација со музиката е исконска. Значи, јас сум продела на 9 месеци затоа што карши мене почнале тапани да свират долно дупени на свадба. И само сум се пуштила. Значи, тоа е нешто што изворно ме повикува и сега останатите, нели, нешта се
нижо музичко, па хорови, па настапи, па детски фестивали и така натака, нели тоа се влегува во CV, па и дол како шоу и така натака, меѓутоа јас мислам дека може и Павле ќе се согласи, тоа што во одреден период од животот музиката не била примарна дејност, дава повеќе човек да се открие себе си и како личност и како артист. За потоа, како зрела, формирана личност, да се дадеш себе си за тоа што си. Например, и партнер кога треба да запознаеш во животот, добро е да дојдеш до некој стадиум на формирање како себе човек, за да го привлечеш вистинскиот партнер. Така мислам дека и за изведувач. Значи, луѓе кои што се задоени од многу рана возраст, нели во некој патеки, менаџерски, индустријски, продукцијски, оно немаат време да се пронајдат себе си, да се откријат кои се. И секогаш треба некој да им каже што треба да прават на сцена, како да го испеат тоа, се така натака. А музичар, ако не го носи тоа сам во себе, тогаш... Апсолутно. Значи, не само музичар. Например, едно е да си музичар... За секоја професија е така, точно. Не, едно е да си музичар, друго е да си забавувач, entertainer, друго е да си штимунг мајстор, друго е да си церемонија мајстор, тој што застанува на сцена и кој што треба да ги подигне сите, да го направиш репертоарот согласно тоа што ти сакаш да го чуеш. Значи треба да си свој, за да можеш да застанеш пред луѓе, да направиш да се чувствуваат посебно. А луѓето памтат тоа што си направил, они да го почувствуваат веќе. Така. Павле, како почна да твојата приказна со музиката? Многу пати имам спомнато мојата приказна и више сум си досаден сам на себе. Добро. Али ја почнав на подоцнежни години да се занимавам со музика. Скоро на секои мои гостувања во емисии слично, може би една од главните теми е токму таа, како јас сум започнал со мојата музичка кариера. Пред да ја започна мојата музичка кариера, ја работев на некој начин све и свашта. Од ресторани, кафани, менаџерски води, па не знам, продажба на автомобили, па инвестициски фондови, значи сум менувал, множество сум менувал, што мијата го спомна она истото дека човек треба да пробува и да знае точно кога ќе дојде на момент кој е вистинскиот за него, да го зграбчи и да си го моделира баш онака како што он мисли дека треба да го направи. И сега јас пак ќе спомнам, се открив себе си дека сакам да пеам на мои 27 години. И сега се уште си млад, меѓутоа више имаш и одредена зрелост за да можеш да резонираш што е окей, што не е окей, нели? Више имаш некакво искуство. И многу луѓе им беше чудно тие што ме познаваат како од каде сега ти почна да се занимаваш со музика и ти почна да пееш, пошто ја претходно не сум имал никаква музичка едукација претходно. И почнав јас да се школувам на мои 27 години, па да менувам професори, па да допрва да учам солфеж, па допрва основа на пијано и вокалот да го користам, па да менувам 7-8 професори имав сменето тогаш, па мастер часови во Париз и целото тоа надоградување на мојот инструмент, односно на мојот вокал, ето, ми довело до позиција каде што сум денес. Убаво го начнавте и двајцата муаветот, не спорен е талентот, значи мора да си има талент за да можеш да пееш. Многумина кои што сакаат да се наречат пејачи, ако при тоа го немаат талентот, некако се познава и се препознава сето тоа. Што според вас треба да поседува еден изведувач за да биде препознает од публиката, од аудиториумот, од гледачите и слично? Мора да биде комплетна слика. Не е само убаво човек да пее. Не е пејачот само убаво да пее. Добро, служувам. Значи мора да има да го носи оној X фактор во себе. Мора да ние сме јавни личности, така, значи нашата професија е јавна и сега нашата одговорност према јавноста е исто така доста голема. Значи ние тројцата сме јавни личности. Ние сите мора да се внимава од обичните луѓе во јавноста како се однесуваме, што зборуваме, многу X други работи кои што ги правиме, значи мора да внимаваме. Сакам некел, ако сакаш да останеш доследен на тоа што го работиш, мораш да внимаваш како се однесуваш, што зборуваш. Не знам, да не биде тоа во некоја димензија на да се заборавиш ти себе си као чекај сега морам чашава да ја држам вака или не знам што. Така, пак да бидеш свој. Треба да има природност, да бидеш свој, меѓутоа сепак треба да човек да внимава. И сега кога ќе застареш на сцена, луѓето тоа го приметуваат, сакали ли или не, или да сакаш да го скриеш, не можеш да го скриеш. Едноставно тоа излага од тебе вистинското. И сега онаа комплетна слика која што јас ја зборувам,
Кога застанеш на сцена, се гледа твојата аура, твојата енергија, твоето зборување, твојата дикција, шармот, на некој начин, убавиот вокал кој што секој од пеачите нели кога застана на сцена се слуша. Така да според мене еден артист треба да биде комплетна слика, не е само го да пее. Ната? Јас прво мислам дека има две клучни причини за кои што човек треба да е препознатлив, ако ја се занимава со музика и како вокалист. Прво е бојата на гласот. Значи треба луѓето кога ќе слушнат на радио тој артист да знае дека тој артист. Да не звучи како некој трет, некој четврт, да се изгуби во задојноста на продуцентите кои што кажат ова е за радио. Да. Не. Значи ако човек постигне еден персонален музички импринт, например да слушат, ова е Павле, ова е Мијата на радио, нема менување. Зашто луѓето го прифаќаат тоа како боја, како вокал и им предизвикува одредена емоција и тоа треба да се задржи. Значи да се чува како дијамант. Тоа е првото нешто, ама и треба да се дојде до тоа, нели? Да звучиш затоа што Павле знае и ние се сретнавме на еден од нашите професори, Горан Диновски, ни беше во одреден период на двајцата учител по пеење. Многу е битно за интелектуалци и интелигентни изведувачи да не се изгубат себе си во имитација на други. Значи да се најде тоа, така да тоа не е едноставно како што се звучи. Така, да се најде својот глас и својата боја. Тоа е работа на себе. Апсолутно, меѓутоа збориме се вокална работа на себе. Например, јас сум се школувала 7 години, 2 до 3 пати неделно, значи тоа не е факултет, 3 факултет. Се второ нешто е проекцијата внатрешна кој сакаш да ти биде таргет публика. Затоа што одредена возраст, одредена публика бара одредени нешта и трендови. Например, јас не можам да се топорам да ми се млади луѓе многу публика, зашто тие сакаат пеачките да клекнуваат и да шират ноза на спот. Ја тоа не го правам. Така. Значи мене автоматски исклучувам одреден дел од публиката и мене ми е некој кој што знае да цени друг тип на духовност, естетика, друг тип на музика и автоматски јас од 20 плюс може да гледам во мојата публика. Така. Многу интересно што посебно кај вас музичарите, кога се прават песните или слично, или пред да отидете на концерт, дали повеќе ви исполнува самиот процес на работа? Значи, додека сте во студио, додека снимате, додека работите, додека се враќате по милион пати назад, додека сите таа макутрпна работа трае, или самиот производ на крајот? Во што вие лично видите? Значи, споени се и невозможно е да постојат едното без другото. Така е, да. Меѓутоа, што вас лично повеќе ве исполнува? Процесот или производот? Знаеш како крајниот продукт е само награда на целиот тој процес, на некој начин. И сега, додека се креира, додека се твори, додека креацијата излегува во студиото, и цел тој процес за мене е посебен. За мене е посебен затоа што знаеш, ти не си свесен дека од тебе излага нешто. Не си свесен дека заедно со продуцентот, не знам, ќе се направи нешто. Апсолутно, да, ќе се надогради што продуцентот, па ќе кажеш, чекај, овдека да го промениме ова или овој збор во текстот и слично. И самиот тој процес на создавање, на креирање на уметност е за мене посебен. И како што кажав, како резултат на целата енергија вложена во студио, во самиот процес на креирање, доаѓа убавината на завршетокот. Продуктот на крај, тоа е јаготката на шлагот, претпоставувам. Колку пати Мијата ти се случило да откако ќе ја изведеш песната, откако ќе излезе песната, да кажеш тоа можеше поинаку? Ми се случило. Можеше поразлично. Да, ми се случило затоа што кога бев помлада и понаивна и по-gullible, има еден суперски збор на англиски, значи лековерна, полесно било да се изманипулира млад артист како мене тогаш. Сум правела компромиси, слушајќи ги луѓето во студио и после тоа сум била незадоволна. Сега веќе не го правам тоа, веќе 10 години и многу е поинаку чувството, а самиот процес на снимање знае да е макотрпен, особено ако песната цело време ја слушаш внатре, нели како автор на песна, не само изведуваш, него и како автор на песна веќе слушаш, имаш некоја музичка слика како тоа треба да биде. И се цело време те гони тоа незадоволство доколку тоа не се постигне. Јасно. Меѓутоа кога ќе се постигне,
Значи јас имав состојби, вака, ја слушам на крај, вака леат солзи, не можам да верувам. Не можам да верувам дека сум го постигнала автентичноста на тоа првично што била музичка визија во мене. Така да, дефинитивно на крај наградата е, доколку се одработи добро и точно и без компромиси, е нешто вон телесно. Така, да ме интересира ваш коментар во однос на целиот тој наплив, сега би рекла, на странски звезди, ајде нека ги кажеме, балкански, како и да се, овде кај нас, кои што преполнуваат концертни сали, кои што немаат само еден концерт, знаат да се наредат по 2-3 и слично. При тоа ние имаме прекрасни музичари, македонски пејачи и изведувачи, кои што едва може да направат еден концерт во 3 години и тој да биде полуполн. Каде е грешката? Каде се греши? И зошто според вас е тоа така? Не зборам и не сакам да спорам сега за вкусови. Вкусови се во прашање, нели, кој си ја сака и ја слуша таа музика, кој не ја сака и не ја слуша, меѓутоа некаде нешто се греши. Па не дека се греши. Меѓутоа мислам дека се буди веќе свеста кај нас во Има разлика, точно. Има разлика од Има разлика од претходно? Од претходно, нели? Се буди свеста и више почнуваат луѓето да им дават примат на нашите артисти и да почнуваат се повеќе да се ценат и почитуваат нашите артисти. И исто така тоа е за почит, нели? Затоа што ние цел живот сме научени страното да биде поинтересно. Така, секогаш е тоа и по доброто и Да, и секогаш сме се радувале на некој начин на туѓите успеси, да речеме Србија која играла кошарка или Србија која играла фудбал или слично, ние сме се радувале за нив. Никогаш не сме биле свесни што све ние поседуваме и кога човек се сврти кон себе, не може никогаш да знае што може да искочи од него. Така да, мене ми беше многу драго што наши артисти, конкретно за дочекот на Нова година на площад, беа исклучиво македонски артисти. Супер. И тоа многу ме бенди sa тој потек на актуелната власт. И тоа исто така за почит. Меѓутоа, Балканот како пазар за артисти, се знае балканската музика што прави, како допира. И тука се поголеми продукции во прашање, поголема позадина. На народот кој што, не знам, сите го сакаат Дино Мерлин, например. Дино Мерлин знае да наполни стадионот 100.000 души. Да. Тоа е масата на публиката на некој начин. И за разлика од, не знам, одредени артисти кои што креираат музика за одредена група на луѓе не споредливо е. И сега друг е човек која се радува на српска музика, друг е човек која слуша некоја класична музика и слично. Сега Добро, неспоредливи се тие работи, така е. И едноставно јас не знам, немам Добро што одговор на мрднавме, тоа. добро што мрднавме од онаа мртва точка. Сепак имавме сведоци сме на еден куп концерти, посебно сега што се случија пред Нова година, кои што навистина ги наполнија салите, зборувам за македонски артисти. И тоа е за пофалба. Мијата, кој е твојот став во однос на Па нешто допревте, гледам дека сака да сте политички коректни цело време. Цело време. Нежни сме таму. Чекај сатарот, штак. Значи, причината е ниска национална самодоверба. Значи, тоа што луѓето во Македонија сметаат дека нивното не е доволно добро, нивното не е доволно актуелно, не е доволно атрактивно, не. И секогаш туѓото нешто им изгледа подобро. Дури ние имаме во нашето минато звезди наши музичи кои успеале надвор, па биле прифатени овде, сепак се добри, така. Тоа мислам дека е поврзано во сите пори на општеството. Значи не е само музиката. Ние имавме најголема ренесанса во независна Македонија која почна бумот на македонска сцена, меѓутоа тогаш имавме поддршка од вас медиумите. Сега немаме. Дали има една музичка телевизија? Нема. Дали има една топ-листа? Нема. Значи за забавна музика нема. Сега готово ние потонавме забавњаците. Значи народњаците сега се веќе во подем, меѓутоа забавната музика нема поддршка од телевизиите. Дали тоа се сними? Ве молам. Значи, тука не правиме ние катови. Тука се си оди како што треба. Еднаш сум правела муабет со, не знам, реализатор на една од телевизиите за емисии. Викам, зошто укиновте таа емисија? Не се продаваат реклами, значи све се сведува на пари. Затоа што турските серии продаваат, не знам, рекламен простор ваму таму и сега удриме на ангро.
Па има ли тука Страшно. некој медиум општествена одговорност? И ја може да пеам руке горе, па да имам пари у гради да ми ставаат по кафани, па не пеам. Имам општествена одговорност и морална према моите сограѓани, така. Значи треба луѓето да се запрашаат себе си, прво тие што се на водечки функции на медиуми, што прават и кај терат, па после ние да ја оправаме македонската музика. Така, убаво, баш фино го кажа тоа. Ајде овде да го вмитнеме и брик малку. Супер музика ни пушташ. Јас ја слушам вака зборувам, ама во позадина цело време ја слушам, да знаеш. Да, денес ми тргна нешто. Ти тргна. Секогаш ни се вклучуваш со убави прашања, со убави разговори, така да ти ги препуштам на тебе. Повели. Па сега не би ги прашувал ништо. Имаме два сјајни вокали овде. Јас би ги замолил, ако може нешто да чуеме, вака Да ни отпеат што ви нешто, лежи да? да ни отпеете. Добро, мене ми ја улесни Малце да работата. го одморам од зборење, малце во ваш стил. Односно да се одмориме ние. Брик, фала ти јас да не зборам толку дека попеат малку. Брик, имаш ли нешто конкретно што сакаме да ти отпееме? Што сакаш да ти отпееме со мијата? Па што знам, Тоше може нешто. Сега. Тоше си го сакам. Не, јас сакам да си одбера тоа Добро, што ајде, сакам. да нешто си друго. одбера. Вие. Да. Каква топлина душа опива, таа твоја насмевка не се копира, сонцето не допира. Не кем ништо друго, само знак. Воу, се ми кажува, твојот поглед мал, перутки во стомак се заиграле во бал. Како да ти прозборам, парарарам пам пам пам. Да ти кажам дека ти си та, што ке и пеам, што ке ја смеам, што ке ја љубам, ке ја мазам, пазам, ке ја греам. Долго го чекав овој час, парарарам пам пам пам, за да ти раскажам за нас. Па и текстот што убав е. Со Брик задоволен? Да. Мислам, како да ти Презадоволен. кажам. Еви на мијата ќе оставиме да ни... Па за комшијата мора Тоше, само Тоше, секунда, Тоше. по комшиска Ама линија. вие се најдовте по комшиска Па линија. како нормално, сите Е, патишта држава водат се кон таму, Ѓурчев. знаеш? Нормално, општина е тоа, не Пале, е ти, за мислам се вака, каде живееш, да се најдеме ние на некоја линија? Дали си од таа страна на Скопје или од Јас сум оваа? дете израснат во Карпуш 3. Добро. Значи таму сум, не знам, 30 години живеам. Добро, во Карпуш Карпош и 3. центарци, тука Да. се, тука. Тука биле. Да. Али сега живеам на Водно. Добро. Веселе, да. Добро, сипак, ајде, Па ќе се тоа не држиме Водна е ние. општина центар. Нема Карпуш, општина Карпуш. Не, ама Не, сега сега е си. центар. Ете. Ти? Значи, ние мора да се Во држиме. центар. Долго време бев во центар, сега во моментов сум во аеродром, ама окей. Добро. Треба да пееш, немој се... Ајде, да се Не, вадиме, не. се вадиме. Не, Не јас ова ескивирам, јас држиме се страна, пошто се најдовте по комшиска линија, затоа. Ајде. Идеме бре. Казнај и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој ме бајка вела, штом те има, па те нема, никој како тебе не бакнува, затоа сум родена, не знам што ќе опадам, да простам се и да заборавам. Држи го и никој како тебе не бакнува, затоа сум родена. Не знам што ќе успеам, да простам се и да заборавам. Парурарам, парарам. Доволно? Се најажив. Фала. Се најажив. Прекрасно Прекрасно. одговори денес. Значи, не, да не имаш и прашање, тоа беше Тоа беше пеењето. прашањето. Па подобар одговор од тоа не ни треба. А всушност и нивното пеење покажува зошто се вечерва овде со нас и повторно ќе кажам мојот фидбек, бидејќи емисијата е фидбек е токму ова. Значи имањето на вакви гости кои што првенствено се одзиваат на поканата, а второ кои што навистина се вредни за да има што да кажат на публиката и публиката да ја види малку и онаа друга страна ваша. Ајде, тука би рекле да, може да направиме една кратка мала пауза со реклами, па ќе се вратиме назад во студијата.
Фали сега еден шишир, вака како на мијата, за да личам на Елтон Џон. Може ли малку глас? Може. А Е, чекай, ти кога млака доаѓаат глумци лелке. балерини, викаш дај подглуми, дај одиграј нешто. Како изгледа тоа да Не знам. Дај ти нешто тука дрси. Да, баш така. Дали е така концепт? Се смеам. Не, но нема проблем. Јас сум отворена за било каква работа да треба да ја направам. Елтон Џон го слушаме во позадина, а ние ќе си продолжиме понатаму со гостите, доаѓаме до самиот крај на емисијата. Некако многу е кратко времето, меѓутоа се надевам дека оние базични некои работи ги извлековме. Последното прашање кое што и впрочем најважното за емисијата е фидбекот. Значи, кој е фидбекот што го добивате од тоа што сте и од тоа што го работите? Па сега може и професионално и приватно да си кажете, меѓутоа на вас остава. Фидбекот е еден од најбитните моменти кај секој еден артист, професионално ќе зборуваме сега. И тоа е мој личен став, меѓутоа верувам дека и мијата ќе се согласи со мене и верувам дека сите останати артисти го дадат истото мислење. Конкретно, еве, Брик сега ни пушта музика, ние ако не му дадеме фидбек на музиката која што ја пушта он, Така е. Не е као исто. на празно да пушта музика, не е исто. Така Не е да и исто. ние кога ќе застанеме на сцена и кога ќе дадеш цела твоја емоција и кога ќе откриеш целото твое битие и кога ќе бидеш заедно со самата публика која што дошла да те испочитува да те слуша и фидбекот кој ќе го добиеш од нивна страна е за секој еден артист непроценлив, затоа што тоа е нашата Така храна е. на некој начин. Така е. Аплаузот кој ќе го добиеме, Реакцијата, аплаузот. И тоа е нешто што ни дава порив за да продолжиме ние понатаму. Еден вид на признание, така? Апсолутно, Така. апсолутно, да. Сега, убаво е кога никој не плеска на тебе, ти самиот да плескаш на себе. Тоа е една од најтешките работи што секој еден човек, без разлика дали станува збор за артист или станува збор за, не знам, некој менаџер или слично, кога никој не аплаудира, ти самиот на себе треба да си аплаудираш и да знаеш, да бидеш уверен во тоа што го правиш, дека тоа што го правиш е окей, и е на место и е добро што го правиш. Сега, да се навратам назад, да речеме конкретно за мене, кога ќе завршам со некој концерт. И сега, ако воздишките траат и по X денови поминати од концертот, тоа е тоа што Да, си го постигна да. како А многу артист и често како успех. знаеме. Да. Како што јас, например, знам кога имам добра емисија, некогаш сум подобра, некогаш сум полоша, Да. како сите ние. Апсолутно. Луѓе сме, жива материја е тоа. И добро го кажа тоа кога знаеш дека си успеал во нештото и кога тоа трае, ти одзива некаде во главата, во душата, во Така е. си кажеш, епа, успеав. Да, да. И претпоставувам дека тоа е она внатрешна духовна храна која што не тера да бидеме уште подобри. Еве сега конкретно кога идавме кај вашава емисија, твојата емисија, во влезот од левата страна има една женичка што стои на шалтер ли, не знам што е тоа, кај паркингот. Така. И сега ја идам према вашава телевизија, према студиото и одеднаш излага една женичка и да ме поздрави. Леле, браво, Тоа е те тоа. гледам, те следам и сега, знаеш, тоа е чувство кое што секој еден артист живее за таков момент. И Верувам. кога ќе го постигнеш тоа, тој фидбек кој што го кажуваш ти, е незаменливо чувство со апсолутно ништо друго. Така. Наташа, претпоставувам дека е многу слично, меѓутоа, ајде со твоите мисли. Нели, прво многу ми е драго што ми се случи верувам во себе. Меѓутоа таа беше песна која што ме освести што значи фидбек. Например, иако тоа беше во 2007 година, значи јас сум била многу млада, скоро пред 20 години. Меѓутоа одиш на настани, на снимања, те сретнуваат непознати луѓе и ти се врти некој и ти вика ти кажам нешто, јас го победив канцерот внатре само ради твојата песна. Вау. И јас стојам, значи тогаш ја не бев свесна што ми се случило таа песна или на пример доаѓаат луѓе и викаат да не беше твојата песна, ја немаше да завршам факултет. Значи нонстоп на репит, нонстоп. И вака стојам едно време и си кажам, фала ти Боже, што сум била Многу медиум на значи толку тоа. силна порака. И тогаш сватив што значи моќта на До сите фидбекот. допрала. До сите допрала Да, таа што номера, значи така е. моќта на фидбекот и мене ме освести за сериозноста што јас ја имам како медиум интерпретатор за секоја наредна песна. Значи тоа става, нели, имаше една славна реченица од Сирано де Бержерак, крвта ми се сопира за секоја избришана запирка. Значи секој збор измерен, што бара тој збор таму, што сакам да кажам пред да го испеам. Сега исто спомнав за нова песна
ти биди свој. Таа ќе биде логично продолжување на верувам во себе. Значи секој збор измерен, без брзање, без ништо. Така да фидбекот е тоа за кое што ние живееме апсолутно, затоа што е реалити чек, да знаеме каде сме, што Кај сме, сте, дали сме така на е, вистинската, се нели, бранова должина со публиката. И многу често, например и на настан, нели како што рековте живи луѓе, не секогаш тргнуваш со ист ниво на ентузијазам Точно, во настанот. точно. Меѓутоа, благодарение на тој фидбек од публиката, тоа меѓусебно Може да се синергично промени во текот на хранење, вечерта токму или на така. настанот, И така на е. крај излегуваш ти Задоволен. не само задоволен, него хајпт, Така со е. енергија висока, затоа што и публиката ти вратила Взаемна тебе. е таа врска, Така, точно, се взаемна. служувам. Взаемна е таа врска и невозможно е пејач без публика, Апсолутно, водител без и, публика и без гости. Социјалните DJ без мрежи, публика да, и и социјалните зашто и да мрежи станува исто збор, многу така ни е. помагаат околу тој фидбек, нели како некој фидбек метар, то кај сме, што сме, како сме, така да повторно ќе кажам, зависи што сакаш, што ти е целта и како фидбек бараш. Мене правилото ми е да си се одјавам со гостите, повели Брик на твојата позиција, може ли јас овде секако. да си се вметнам меѓу вас? Ела Прво си да ви при се нас. да ви се заблагодарам од срце. Ја две чекам. На 200 очи И не ти се чекаш да Не, седнеш. ја вака не се седи, јас некако седнав меѓу, ама се снајдов. Брик, ти благодарам и тебе за прекрасната музика. Благодарам. Секогаш мојот компањон во фидбек. Така да многу ми е драго што те имам, да знаеш. Веќе стари Еве, другари. ти си и веќе стари другари, така е. Стари не. Добро да ми Стари не, ама Одамна, одамна другари, одамна другари. Уште еднаш фала ви многу. Задоволство ти Прекрасно си поминав. И ние исто. Верувам и вие. Мајка ни плака одма со првите прашања. Првите прашања испаднаа најтешки. Сега ова ние се релаксираме после првите, што ни стори. Ја таму малку шок, знаеш, на шок, но после овде да се опуштиме. Оправдано, супер. Така. Уште еднаш, фала ви многу. Овде и кажуваме чао на публиката. Се гледаме, се разбира, следна сабота во 19:30.